Почитувани, повторно сте со мене, вашиот шеф Марк. Денес, на првиот ден од новата година, решив да спремам нешто посебно за вас. Одиме во Велес, градот на преродбеници, револуционери и херои. Знаете колку јас уживам во овие денови и предлагам да видиме како поминавме минатите години. Малку ќе евоцираме спомени, а потоа одиме да градиме нови, уште поубави. Уживам новој ден секоја година, но ова посебно ќе уживам. Зошто? Ова година ќе ги посетиме нашите најмили, нашата иднина. И јас, како големиот Горан Стефановски, се поклонувам пред нив, како што тој се поклони во писмото до неговата внука Калина. Во нашиот град има една фабрика, Кристал се вика. Се за фабриката знаеме ние што се произведува таму. Сега ќе слушнете сите вие. Жолтиот цончоглед, цонцето го слави. Од него во кристал масло за готвење се прави. Во сите салати масло ставаме, но не треба помногу, треба да внимаваме. Локом кристал ми купува мама,
Има много вкусови. Какъв лъком ке ядам? Си отберам сама. Сладка, вкусна, тая алва во фабриката правят за малите дечиња да ядат и да се сладат. Басите колачи и торти, маргарин се става. Когато ги вкусиш, то е магия права. Епа, драги мои, за фабриката Кристал има още много да се каже. Но шеф Марк не чека да видим што ќе ни прикаже. Ajde. Dojdete kaj mene. Bravo. Kako bevte prekrasni, prekrasni. Така неочекувано от вас, какви убави зборови кажавте, поезија, песни, така се кажува по македонски. Ми одја директно во срцето. Навистина, намирници од Кристал се за да има многу љубов. Љубов од деца, љубов во јадењата, љубов секаде. А денеска со намирници од Кристал ќе готвиме бисквити за новогодишни. А? Тоа ќе правиме новогодишни бисквити? Да. Ајде, полека одиме. Па сме во една прекрасна градинка, градинката. Како се вика градинката? Од јас малку имам проблем за памтење. Како се вика градинката? Димче Мирчев. Димче Мирчев во Велес сме. Навистина сме близко од Кристал, од фирмата Кристал. Па денеска ќе готвиме, како кажав, убави бисквити, новогодишни бисквити. Вие ќе ми помагате, ќе правиме заедно и ќе знаете што ќе правиме после? Ќе ги лапаме. Да, ќе ги пробаме. Ајде, за тоа што ни треба за да правиме бисквити? Ни треба прво и основно брашно. Ќе правиме на рецепт што ќе биде за многу дечиња. Оти многу дечиња сте во градинката, Ми кажа ти треба минимум за 60-70 дечиња. Да? Ајде, тогаш имаме пред се брашно. Брашно ќе оставиме во ова. Така, гаш, ќе ми помагаш, ти многу сакаш да готвиш. Дома готвиш? Да? Помагам на мама. Ај, помагаш на мама? Кој помага на мама овде од вас сите? И ти, ба сите помагате на мама? Што готвите? И на тате исто, па сега, навистина почна да биде тренд и да мажите да готват малку дома. Мама ми помага да кршам јајце. Па, и ќе ми помагаш и мене тогаш. Може? Ајде. Ете, имаме јајца овде, ќе скршиме, ми треба 4 јајца. Ставив 1 кило брашно, ставаме јајцата. Ке зимиш едно јајце? Ајде. Пази само да не... Вуаля. Едно... Ајде. Хоп, можеш? Пази. Без да ставиме, кажувам, чекај, браво, одлично. Давај, супер. Да, и ти, чекај, добро, го скрши, убаво е скршен, јас го скршам малку појке. Вуаля, уште едно ми треба. Еве ти. Мерси, фала ти многу. Ставивме 4 јајца, кило брашно, имаме од Кристал овде стопено 400 грама маргарин, прва класа. Да, ова ќе го додаваме полека, така, вуаля. Топ. И, јас малку заборев нешто, ќе ми треба брашно за да стам после за бисквитите. Ако не му става малку брашно, ќе се лепат. А додека не е све измешано, гледаш, шеф, заборава неколку ствари, така, вуаля, ќе му додаваме. Не, ова е прашак за пециво. Имаме прашак за пециво, додаваме, вуаля, така, ќе му додаваме малку мед, да, ќе ставиме, држи го тоа, ејде, ќе му ставиме, гледај, убава лажица мед, вау, и уште една лажица мед, многу е добро, многу е здраво медот, да, вуаля, и ќе му ставиме исто шеќер од Кристал, имаме прав шеќер, да, ќе го отворам, ова, и ќе му ставиме шеќер. Едно пакетче е 250 грама, ми треба 400 грама. Вуаля, ќе го отворам, полека и ќе ми туриш внатре, може? Ти ќе ми го туриш другото, ама не целото, Ова можеш целото да го ставаш, вуаля, вака, истреси го малко, повеќе, појако, така, супер, глеј, станува уште малку, уште другото, вуаля,
И ти сакаш да ставиш малку? Ајде, повели. Не све, ќе ми оставиш пола од кесата. Добро? Може? Ајде. Ајде. Додавај така. Оп, тресете. Окей. Ајде, мислам ти е доволно. Супер. И сега, основата, да кажем, е зачинот. Има две зачини што се најубави во животот. Зачините што ги ставаш во, како да кажем, во смесата, за да му дава вкус. И другиот зачин, знаеш кој е? Тој од срцето. Тој е најубавиото зачин од сите. Знаете што? Ако немате љубов, ништо не правите. Ништо нема да биде вкусно. А кристал ни го дозволувате да го имаме, таја љубов што ја ставаме во сите јадења. А ние ќе додаваме малку од овие зачини. Чекај. Ова ќе земе со лажица. Е така. 1, 2, 3 и уште една. 4. Сега смесата е спремна и ќе можеме полека да мешаме. Вуала. Епа, дечиња, мислам ти, тестото е при крај. Вика, го слушате? Сум при крај. Извадиме. Ќе го извадиме? Ајде. Ќе гинуваме. Фараме. Вау. А ова е прекрасно. Ајде. Оп, сега само да го извадиме. Да. Видете како тесто има. Колку кило има тука? Епа, ако го правиме рачунот, имаме кило брашно, имаме 400 грама шеќер, това е кило 400, имаме уште 400 грама маргарин, това кило 800, све што додадовме јајцата и све тоа, имаме околу кило, 2 кила 100, 2 кила 200, така нешто. Да, доволно за да направиме неколку бисквити, а? Ке земе пола од ова, оле, како убаво тесто. И како убаво мириса. Мирисете, како убаво мириса тестото. А? На што мириса? Кажете на што мириса? А? Како кажувам, ова мириса на љубов. Љубовта, целата љубов што ја ставевте од вашето срце во тестото. Ајде, ќе направиме сега едни убави колачиња. Во меѓувреме ќе го викнеме шефот. Знамо ли ти имате еден шеф оде во кујната, го познавате? Да, како се вика шефот на кујната? Шеф Марк. Да, шеф Марк, јас сум шеф Марк, а шефот во кујната кај вас како се вика? Па не знаат шеф како се викате, ајде дојдете кај мене, јас ве викам шеф, обавезно, меѓу колеги, така се кажува, шеф. Како се викате шеф? Шеф Боре. Шеф Боре. Па шеф Боре, дојде да се приклучи со нас. Здраво, шеф Боре. Како сте? Супер. Додлично. Шефот е навистина шеф, со убава капа, убава облека. Топ, и колку години сте тука, шеф? Колку години готвите за вакви деца? 20 години. 20 години шефот готви тука. Браво. Мислам ти заради вас, заради вашите тајни, вашите рецепти, децата пораснуваат и уште побрзо. Така е. А? Задоволство е да се готви за вакви дечиња и самите приметници да Се разбира. колку се радост. Ја мислам ти децата се малку и потешки, да кажеме, од возрастните. Дете ако не му се допаѓа, не јави. Да. Возрастен, да, најискрени. Ете така. Това сакав да кажам. Ние ќе продолжуваме овде со тестото, малку ќе го насукаме. Да. Ќе може да дојдеш, ма после, чекај малку. Ти беше звезда пред време, сега ќе правиме бисквити за другите, ќе ми помагаат. Ајде, гледате, малку ќе го работиме тестото. Да, ќе го... Како се кажува? Ќе го замесиме. Браво. Убаво што ми го кажува, што ти знаеш, ја не зборам многу убаво по македонски, ја зборам по француски многу. По француски е друго. Ова етале ла пат. Вала, ја го направивме тестото. Сега ќе правиме, гледате, ќе сечиме. Може да сечите така 1, 2, 3, 4, ајде, сечете ги. Со раката. Така. Вака, так, супер. Што ќе правиме сега? Ќе го земеме тестото и ќе го ставиме на плехот. Ќе направиме неколку вакви, овде, ќе го вадиме. Не ви треба помош? Па шеф, ќе се очекувам од вас да ми помагате да ставите во рерна. Од ти дечиња такви, многу ги сакам, ама не сакам да си ги, како да, изгорат рачиња. Да. Чекајте, ќе направиме
неколку, како да кажам, бисквити, за да можеме да ги ставиме во печка. Ете, што направивме тоа? Како се вика? Една елка. Другото како се вика? Звонче. Овде што е ова? Една звезда. Ама вие сте звездите денес. Вие сте звездите. Ајде, ќе направиме уште малку, а? И ќе продолжиме после, ќе напуниме сите флекови. Океј? Ајде. Сега ние ќе го напуниме флековите и ќе ставиме во ревна. Епа, направивте еден плек, шеф, како кажав, ќе ми биде помошник денес. Да. Оти, не сакам да си ги изгорат, како да кажам, убавите прсти, ајде додиме во печка на 190 и треба 10 до 12 минути и ќе имаме преубави бисквити. Бисквити за Божик со најубавите наменици од кристал. Така е? Што ќе кажеме сега? Браво! Браво за шеф. Браво. Не, браво за шефот, браво на вас, а ние продолжуваме да правиме уште бисквити, оти мора да сите да имат еден бисквит, да го пробат обавезно, со овие наменици мора.
браво. А сега, после толку убави песни, убави поезии, мора да викнеме господјата Славица, што е одговорна за ова. Журка да кажеме, тоа е журка ни направите денеска, ни направите нешто преубаво. Господјата Славица, овде, здраво. Добар ден, господја Славица. Многу ми е мило што сте тука. Можам да кажам, оти она сега ќе биде многу тешко, оти ќе треба да дојде во мојата кујна. Овде многу лесно и беше во неговата зона, комфортна зона да кажеме. Сега ќе треба да дојдете во мојата кујна и јас ќе готвам за вас. Ви благодарам. А сега со Славица ги повикуваме сите деца да ни се придружат и да направиме пре голема журка. А ние ви кажуваме срекни празници. Епа сега продолжуваме со последната песна, најубавата. Ајде, деце! Има уште полно поклони за вас од Дедо Кристал. Го познавате Дедо Кристал? Дедо Кристал помина во меѓувреме и ви донесе пуно поклони. Ајде, дојдете, а ние се гледаме во мојата кујна. Среќна нова година! Епа здраво, гледачи, пак сме во мојата кујна. Мојата кујна, секогаш кажувам на мојата кујна, на вистина, мојата кујна. Мојата кујна и од нашите партнери. Партнерите се Унибанка, Нептун, Беко, Кристал, Президент, Карес, Ројал Фиш, Алпско и да не ги забораваме Прима Мебел. Ни требат сите товие партнери за да направиме прекрасна емисија. Мислам, јас со тие прекрасна, се надевам оти и вие ви изгледа прекрасна емисија. Денеска е посебен ден. Бефне, во едно прекрасно место. Многу го сакам тој збор, оти за мене прекрасно покажува најубавото. А најубавото го поминавме во градинката во Велес. Јас со имињата не сум специјалист, за жал не ги памтам имињата, ама господјата Славица е тука за да ми го кажи од каде беше, како поминавме од све. Господја Славица, ве молам, дојдете во мојата кујна. Како сум среќен што ми доаѓате во мојата кујна. Благодарам. Да. И јас сум пресреќна што еве како представник на нашата градинка од Велес. Како се вика? Димче Мирчев. Димче Мирчев. Тоа ми беше тешко да го кажам на вистина. Не можам да ги памтам имињата по македонски. Не знам зошто ми е. Имам еден проблем. Вие како психолог, зошто ми е тој проблем? Па малку ви е тежок изговорот, најверојатно. Не знам, имам проблеми со тоа. Да. Мило ми е што сте тука. Поминавме со вашите деца таму све. Како беше убаво. Срцето ми се наполни од љубов, ми се наполни од среќа, ми се наполни од убавини. Ја мислам оти ова нова година ќе ни биде преубава. Уау! И јас се надевам, бидејќи кога вие ни бевте гости, дечињата беа пресреќни, многу се радуваа, со внимание ве следеа, со внимание настапуваа, пееја песнички, се со цел новата година што иде преубава да ни биде. Преубава. И се надевам оти и гледачите го гледале претходниот дел од емисијата и уживаа со нас. На вистина, пак ќе кажам, тоа беше еден момент што никош не го доживеев до сега. И за тоа, господјата е тука, оти јас ќе направам една рецепта, господјата ќе збори малку повеќе за незе, оти многу е скромна господјата. Не кажува, оти она беше главната од целиот евент. Без незе ништо не се правише. Децата ја слушаа, децата беше... Знаете како има во филармоника има еден диригент, а мислам оти господјата Славица беше диригентот позади тоа све. Јас ќе почнам да готвам, вие ќе ми изборите малку повеќе за вас. Пред се ќе ви објаснам малку што ќе направам. Ќе направив една рецепта денес многу лесна. Знаете, деца беа со нас 10 години. Сакам и децата и дома да направат истата рецепта за нивните родители. Нешто лесно. Ќе употребиме малку кисела павлака, малку шекер, имаме овде овоше што беше замрзнат, го одмрзнавме, имаме
кокос брашно, имаме уште бисквити што ни остануваат од денот. Така за гарнир нешто така. Господја Славица, сега камерата е за вас. Ајде, повелете. Вие кога гостувавте во нашата градинка, Да. ви подготвивме едно пријатно изненадување Да. со тоа што дечињата сите подготвени пееја за новата година, пееја за Дедо Мраз и што е многу важно, подготвуваа новогодишни колачиња. Да, тоа ги направивме заедно. Ја бев дел И од вие колачињата. заедно. И дечињата многу се радуваа бидејќи сами работеа, Да. сами со рачињата цртаа, декорира. Да. Ги декорираа новогодишните колачиња и беа навистина пресретни. И како што рековте вие, многу љубов има внатре во тие колачиња и сите се изедоа. Ниту едно не остана. Не остане, да. Знаете што? Не ни ги пробав. Е, Навистина, ги споделив на си, не ни пробав ни еден. Ама ми кажа, навистина ти беа убави. да, колачињата беа прекрасни, дечињата беа многу весели. супер. И подготвени за да ја дочекаат новата година. Инаку во градинка кај нас е секогаш весело и разиграно. Ние сме тука, дечињата да ги направиме среќни. Мислам, оти вие сте со другите професори со светоа, како да кажам, да правите од деца возрастни луѓе што ќе бидат понатаму со вредности. Не знам како да го објаснам точно со моите македонски зборови, ама без вас, без професорите, како ги воспитувате децата и све, мислам оти родителите немаат доволно време. Кога гледам на крај, децата поминуваат повеќе време со вас, одсем дома. Да. Дечињата Да, ме разбравте со што сакам да ви кажам. Ја можам да кажам, оти вие сте базата од целата едукација што ги давате на децата. Така е, дечињата доаѓаат во градинка и ние во градинка си играме, си пееме, си вежбаме, сите работи што се потребни за еден правилен ран детски развој, ги применуваме, работиме по програма, која ни е дадена за ран детски развој и да кажам дека од оваа година имаме програма за развивање на здрави навики за правилна исхрана кај децата од предучилишна возраст. Деца од товиар возраст се учи Да. убаво да здраво. Знаете што, ќе се смеете може, јас во Белгија, знаете, оти доаѓам од Белгија, имав прилика така да се шетам по градинка, по школи и такви ствари, и му прашав на децата, рибата, каде доаѓа? Знаете, тоа е фиштик. Ши, како фиштик? Па да, знаете, тоа што е панирано така. Ши, тоа е риба за вас? Ши, окей, да, така ми кажа. Млекото, од каде доаѓа? Знаете, во товие кутии тетрапак. Ши, како кутии тетрапак? Ши, знаете, ти млекото е од крава? Крава. Децата више, во Македонија уште се навикнати на тоа, ама во Европа, во Белгија више децата немаат таа вредност, не знаат више што све е пакувано, све е нема ништо да кажам здраво, нешто реално. Све е како изгледа како вештачко. Да, затоа сега со оваа програма многу повеќе ќе се развиваат навиките за здрава исхрана кај децата, иако ние работиме на здравата исхрана, секогаш внимаваме со посебни активности, Браво. да им укажуваме на дечињата која е здрава храна. Знаете, ние имаме 1300 запишани дечиња. Колку? 1300. Вие сте одговорна за 1300 Па јас сум психологот во таа градина. Да. Имате уште сила кога се враќате дома, вече да. Меѓутоа имаме прекрасен тим од воспитувачки и негователки што се секој ден директно со тие дечиња во нивните групи и сите заеднички работиме и сме спремни пред сите предизвици што се поврзани со децата, пред многу обуки, многу професионален развој, се во интерес на дечињата да ги претвориме во здрави и вредни личности. Браво. Ако има в капата, знаете што ќе правев, ќе ваде в капата и ќе правев така. Капа доле. Навистина, вие имате една професија што многу ја почитувам. Секогаш го кажував, имам две прекрасни деца што порасна исто во Белгија и све, и секогаш на професорите, на луѓето што се грижеа за нив, им бев многу како да кажам со цел почит и да, оти пак ќе кажам, ние како родители не поминуваме многу време со нив. А без вас ќе направиме деца невоспитани на светот. Браво. Да. Секогаш треба да постои тој триаголник родител, дете, воспитувач. Јас зборувам воспитувач и неговател заради тоа што во нашата возраст тие се воспитувачките и негователките
и сметам дека целиот тим во нашата градинка е заслужен за сите овие работи што ги имаме ние, што напредува градинката, за таков професионален развој, за задоволни родители и најбитно пресреќни деца. Да, како сум среќен да го слушам тоа. Гледайте, јас во меѓувреме направив чаши. Нешто многу лесно, што сите деца може да го направат. Едете, малку павлака, Да? малку шеќер во павлаката, правиме еден слој, ставаме еден слој од овошје, овошјето има малку шеќер исто внатре, втор слој павлака, пак ставаме од овошје и ни остануваат уште колачиња што ги имавме под елката, што ги направивме, имаме едно водомче, имавме на елка и ова ќе ги додаваме така во чашата многу лесно, еден мал колач ќе го кршиме, ќе му правиме малку како дробени бисквити на тоа, многу едноставно. Ја мислам оти сите дечиња дома ќе можат да го направат това за нова година. Изнуди насмевка од секој дете. Па да, уште малку кокос, за да биде како снегот, што го имаме за секоја нова година. Да. Ете така. Оп. Малку снегче. И. Вуаля. Ете. За вас. Благодарам. Понапше, јас ме за мене елката. Епа ова ќе биде за убава нова година. А пред се ви чека уште нешто. Имаме изненадување за госпоѓата Славица. Се гледаме после. Епа се враќаме со госпоѓата Славица. Како кажав, со цел почит, госпоѓата објасна многу за школото, ама не знаеме ништо за незе. Госпоѓа Славица. Јас сакав малку повеќе за вас. Сега на кратко ќе ви кажам. Јас сум психолог во градинката. Епа тоа ми требаше. Еден психолог. Сите имаме така малку, мислам ти во Америка тоа е нормално да имаме сите еден психолог, не? Мислам дека сега и во Македонија почнува тоа да се актуализира. Сега почна да биде задолжително. Да биде Добро. актуелно. И сум тука поддршка за дечињата, за родителите и за вработените секако. А и вработените имат неколку пати секој има помош, потреба. да ви кажам, од вас, од вашите совети, од вашите... Така. Советите од психологот секогаш се добре дојдени и мене ми е драго кога некој ќе се охрабри на некој начин, бидејќи се уште кај нас има некои предрасуди за одењето кај психолог. Многу пати, да. Оди да видиш психолог, малку ќе те олесни. Како? Да. Те олесни, не сум будал, не сум... Ајде, ма не треба да бидиш... Не, на вистина, извините што го кажувам така, ама на некој кога му кажеш, одиш кај психолог, ја не сум... Не, ама не треба да бидиш. Оти ако си, не одиш кај психолог. Одиш кај психијатар тогаш. Јас се радувам, се радувам што се повеќе тоа не е табу тема. Инаку во градинката работиме освен редовната програма, јас работам на организација на многу настани, многу манифестации, меѓутоа секогаш со тимот. За да биде нешто успешно, секогаш треба да се работи тимски. Имаме прекрасен тим за работа, имаме директорка која навистина соработува, која сака да се судри со сите предизвици, која дава поддршка за секоја нова идеја и она дава многу идеи. Така да мислам дека градинката е на прав пат во унапредување на предучилишното воспитание и образование. Едно прашање, не знам дали можам да го прашам, колку години го правите тоа? Па веќе 20 на години. Уау, 20 на години го давате вашето време за деца да бидат подобри и уште подобри. Меѓутоа, ова сакам да го кажам дека колку и да се вложувам во работата и сите ние што работиме во градинката да се вложуваме, кога по улица одам и некое детенце ќе ја пушти сигурната рака на родителот и ќе се затрча на кај вас да ве прегрне и да ве гушне, поголема награда за нашата работа нема. Да, тоа е нешто на вистина што, вау. Ја мислам, не можам да го разбирам тоа, го разбирам без да го разбирам. Оти на вистина кога ми доаѓаат деца кај мене или луѓе, Марк, ме препознават, мене ме полни со среќа, ама за вас тоа треба да биде уште друго. Размена на позитивна енергија, размена на љубов, на насмевка. Тоа е најголемата награда што ние можеме да ја добиеме од дечињата со кои секојдневно работиме и се гледаме. Епа,
зборевме за награда, секај ќе одиме со поклони. Време е за поклоните. Дојдовте, ја ви кажав од вече ќе имате неколку поклони. Божик е тука, празниците се тука. Ќе ги полниме малку фрижидерите и све. Прво ќе почнеме со карес. Карес не полнува фрижидери, ама се употребува за да се готви. Карес се знај, имате 1000 денари, еден ваучер. Карес во Сити Мол, во Диамонд, во Изгейт, во Беко, во Битола, секаде карес за вас, аксесуари за кујна, аксесуари за декорација, повелете. Почнуваме со тоа. Продолжуваме со президент, нашите партнери. Имаме сирење, крем сир, кашкавал, млеко алпско, имаме овчо сирење. Убави ќе бидат празниците. Убави ќе бидат празниците, повелете. Исто, нашите партнери Royal Fish, димена пастрамка, македонско производ. Секогаш инсистирам на тоа. Многу сум горд со нив, оти на вистина единствени во Македонија што го прават тоа. Краб, димен краб, имате обескостена пастрамка, ладна димена пастрамка, топла димена пастрамка. Све тоа исто за вашата трпеза за овие убави празници. Повелете. Унибанка, без нив. Па не знам си ви треба кредит, ама можете да советите на некој, ако сака да оди во Унибанка да направи кредит или да отвори сметка, Унибанка секогаш е тука, па за нас. Благодарам. На вистина, повелете. И они ги познавате, дали треба уште да ги представувам? Кристал, Велес. Па да, многу ни помага за тој евент што го направивме кај вас. За настанот, За настанот, точно така. Кристал, уште едно пакетче за вас. Имате зејтин, имате оцет, имате там. Ги познавате подобро од мене, мислам. Да, ви благодарам. Повелете, ние полека... Сега, за ова, што вие ни подаривте, сега имаме и ние за вас едно пријатно изненадување. Изненадењето беше само да бидам со децата, Дечињата од нашата градинка сакаат да изразат задоволство за тоа што имаат можност да учествуваат во авантурите на Марк, да се дружат со Марк и за тоа ви понудуваме една благодарница за тоа што можевме да учествуваме во вашата емисија. Ви благодарам многу. Ова ми оди директно во срцето, навистина. Ова е преубаво. Каков поклон ќе ми направите за нова година, ова. Да, меѓутоа, бидејќи се празници, уште една новогодишна честитка, рачно изработена од тимот на нашата градинка. Супер. Среќни празници на нашиот господин Марк од дечињата од градинката. Гледајте. Каква ова честитка? Вуала. Знаете што? Јас ќе ви пратам 1000 бакнежи на сите. Со госпоѓа Славица ќе ви кажеме среќни празници. Среќни празници. Среќна нова година. Среќна нова година. Да, и да не заборавате да не следете на YouTube, на Instagram, на Facebook. Тука сме сите за вас.